Добивавме од Европската комисија, така и во извештајот на приме. И една од најгорливите теми и што ја мачат Република Македонија, особено во последниот 10 годишен период. Во таа насока, програмата на Социјалдемократскиот сојуз е во сите области проткаена со мерки кои се надеваме во изборите на 11 декември ќе бидеме во можност да ги превземеме при посоставувањето на владата во Република Македонија. Ќе се задржам само на неколку најгорливи моменти во Република Македонија, со оглед дека јас сум адвокат во професија и повеќе ќе обрнам внимание на правосудството и полицијата, односно на мерките кои се во програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во овие области, а во целост истата таа програма ќе има можност сите граѓани на Република Македонија, па и вие тука, да ја чуете и изборно почнувајќи од 21 ноември во изборната кампања. Во однос на првиот момент, основното начало, односно правило што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го промовира во својата програма е потребата за цврста политичка волја, истинска цврста политичка волја за спротивставување на корупцијата. Во таа насока најпрви треба потполна реорганизација на Државната комисија за спречување на корупцијата. Односно, истата да може да работи и постапува професионално, без било какви политички влијанија и притисоци. За да до тоа се дојде, потребна е промена на начинот на избор на членовите на Државната комисија за спречување на корупцијата со цел да се избегне политичкото влијание. Тука првенствено се мисли на вклучувањето на граѓанскиот сектор при изборот на членовите во постапката за избор на членовите за Државната комисија за спречување на корупција. Исто така, во однос на полицијата и низината департизација, бидејќи ни е општо познато дека оваа полиција денеска, што е во Република Македонија, е целосно партизирана, односно представува партиска машинерија на политичката партија на власт на ВМРО-ДПМНЕ и служи само за интересите на теснопартиските елити. Во оваа насока, планот даден во програмата на Социјалдемократскиот сојуз е да се обезбеди полиција која ќе ги штити граѓаните и ќе го гони криминалот. Тоа значи полиција надвор од партиски влијанија со проведување на механизми на засилена надворешна, но и внатрешна контрола на работата на полицијата. Еден од новите моменти во оваа насока е зајакнување на парламентарната контрола, но и формирањето на полицискиот омбудсман, што е предвидено во програмата на Социјалдемократскиот сојуз, со надлежност да спроведува истраги, независни истраги за евентуални пречекорување на полициски областувања и кршење на човековите слободи и права. Значи, спроведување на препораките од извештајот, така наречениот извештај на приме, целосно и без никакви одлагања. Во однос на правосудството, која е најгорлива тема и особено во последниот период, тука се работи за два сегмента. Сегментот на јавното обвинителство и сегментот на судскиот систем. Во програмата на Социјалдемократскиот сојуз стои дека ќе се превземат сериозни реформи во јавното обвинителство. Министерот за правда да не биде повеќе член на Советот на јавни обвинители, измена на законот за јавно обвинителство, за начинот на избор на јавните обвинители и две
години по превземањето на власта да се создаде правна основа јавниот обвинител во Република Македонија да се избира на предлог на опозицијата. Во оваа насока, а поврзано со јавното обвинителство е секако и судството, на кое според мислењето на Социјалдемократскиот сојуз и предвидено во програмата му треба темелна реконструкција. Тоа значи генерален реизбор на сите судии во Република Македонија со почитување на нивните при новиот избор, со почитување само на квалитетите на лицата кои ќе бидат избирани за судии, без внатре партиски интереси и тесни партиски интереси. Значи независно и департизирано судство и ефикасна судска заштита за сите. Во овој дел особено е значена реформата на судскиот совет, кој во овој момент не функционира воопшто. Ќе се покрене иницијатива за уставни измени за исклучување на министерот за правда од судскиот совет, поголема транспарентност во работата на судскиот совет и донесување на критериуми за избор, напредување и разрешување на судиите врз основа на нивниот квалитет и знаење, професионална стручност, а не врз основа на близкост со одредени политички партии. Исто така, во програмата се предвидени и мерки за подобра работа на Академијата за судии и јавни обвинители, која не ги дава очекуваните резултати до сега, критериумите за упис во Академијата за судии и јавни обвинители да биде врз основа на квалитет на кандидатите, а не на нивната партиска припадност, како што е во овој момент. Во однос на делот, ќе бидам многу кратко, во однос на делот за јавната администрација, знаеме дека Република Македонија има огромен апарат на јавна администрација, меѓутоа истите лицата во јавната администрација се вработувале врз основа на партиски критериуми. Во програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија стои дека нема да има отпуштања од работните места кај јавната администрација, меѓутоа ќе се изврши неизино реорганизирање со создавање на стручна и ефикасна администрација, која ќе обезбедува квалитетни услуги за граѓаните и ќе заштитува нивните права. Отчетна и транспарентна, и таа да биде администрација на граѓаните, а не за партиите. Ќе се воведе јавен регистар на администрацијата целосно, кој ќе биде јавно објавен, ќе се вработува без непотребни трошоци, потребните документации за учество на јавниот оглас за вработување ќе бидат многу минимални, ќе се укине тестот за личност, психолошкиот тест и психолошкиот тест и така натаму. Сето ова е поврзано најповеќе со транспарентноста на трошењето на буџетските пари. Граѓаните мора да имаат увид каде и како се трошат парите, а особено кој ги троши нивните пари. И токму затоа буџетот ќе се искористи само за финансирање на продуктивни и развојни проекти, а не за подкупување на медиуми, финансирање на сомнителни здруженија и слично. Тоа е во кратки црти најбитното во програмата. Благодарам многу. Неколку пати сум сакал, ама не сум имал шанса до сега да поставам тоа прашање. Не знам дали вие сте соодветната адреса за тоа, веројатно не. Но baš me interesira, na primjer, ako бидете u ситуација да бидете на власт и ако после 2 години навистина треба опозицијата да предложи решение за јавен обвинител и ако тоа решение биде Маркос Врлевски, како ќе реагира се? Ама добро, веројатно вие не сте Јас, може би во воведот требаше да кажам дека може би интересно да се слушне и дали дел од партиите имаат некакви решенија во однос на финансирањето на политичките партии,
бидејќи тоа е исто така една горлива тема и место од каде што веројатно почнува тоната општата криминализација на современот политички и правен систем во државата. Ако има некој од вас евентуално идеја во таа смисла, може слободно да се подели со вас. Благодарам господин Ристовски, зборум давам на Гоце Марковски од Левица. Добар ден. Пред да почнам со моето излагање, би сакал да дадам една кратка генеза. Зашто сметам јас дека ваквиот социоекономски систем во кој што живееме, капитализам, е добра поедна основа да стимулира корупција. Посебно ние тука бидејќи имаме тив капитализам во Република Македонија. Значи Левица има јасна и недвосмислена програмска определба дека ќе се залага и ќе работи на креирање на додаден временски момент на создавање на услови за социализам во Република Македонија. Ние сме длабоко убедени дека социјално неправедните општества се плодна почва за стимулирање на корупцијата. Само два квадоци тука ќе наведам. Ние сме општество во кое што имаме 30% на сиромаштија, 80% од луѓето кај нас имаат финансиски потешкоти да се обезможат достоинствен живот. И во таква ситуација кога имаме граѓани кои што имаат проблем да ги задоволат основните човекови потреби, неминовно е тие да се подложни на корупција. Во таа насока би го споменал и 42% Джини коефициент, кој што само дава добар приказ и добра слика дека живееме во општество кое што има длабоки економски разлики. Тоа, според наше длабоко ведување, побарува силна и безкомпромисна социјална политика, која што се разбира ќе возможи на огромен процент од граѓаните да излезат од сиромаштијата во која што се наоѓаат. Во таа насока би потенцирал, значи, да, тие се економските појдовни основи според наше гледање, меѓутоа би ги потенцирали дека освен тоа наши политичките партии и центрите на моќ овде кај нас се претворија во бирова за вработување. Пред малку Горан спомна и за начинот на кој што се финансираат, така што ние во Левица постојано им потенцираме на нашите членови дека со тоа што ќе се активираат и ќе се активни во Левица, тоа да не очекуваат дека ќе добијат нешто за возврат или ќе добијат вработување заради нивната активност. Наша првенствена цел е да си го подобриме нашиот личен живот преку подобрување на животот на мнозинството граѓани. Во таа насока само ќе изведам неколку мерки од нашата програма која што ќе биде јавно достапна од понеделник. Ние сметаме дека антикорупцијската комисија, која што сега е тотално под контрола на власта, треба да биде избрана да ја предложи да биде избрана од страна на опозицијата. Меѓутоа, таа нема некоја има тежина во општеството дефинитивно, меѓутоа не е суштинска за да не може да направи некои суштински промени во општеството, па од таму сметаме дека она што се согласувам јас дека треба јавниот обвинител да биде избран по препорака од редовите на опозицијата, меѓутоа со консензус на власта, бидејќи ако биде јавниот обвинител исклучиво од редовите без консензус на власта, тогаш можеби тој нема се занимава со корупцијата која што ќе има кај некои владени структури или опозициони структури, се извинувам.
ситуација во која што партиите станаа биро за вработување, имаме две фирми, најголеми тука во Македонија. И толку сега. Уште што само би потенцирал дека она што го спомна Горан, да, финансирањето е голем проблем на политичките партии. Недозволиво е, иако сега со некои измени се намали сумата на правните лица со кои што можат да донираат до политичките партии, сепак недозволиво е тие да располагаат со огромна сума на средства во преизборието особено. Така што тоа мора да претрпи измени и моментално ако е дозволено 115 мислам дена редосвени глас да имаат според законската регулатива да добиваат донации во тој износ, тоа мора да се намали. Таа сума мора да се намали, веќе тоа дополнително влијае на стимулирање на корупцијата и коруптивното однесување на потенцијалните нивни поддржувачи и гласачи се разбира. Благодарам многу. Да, се разбира дека аспектот на финансирање на партиите во текот на кампањата е само еден аспект од финансирањето на политичките партии. Јас само ќе посетам дека едно истражување на мои колеги од Скупни одамна покаже фрапантни бројки во проценката на тоа колку тежат особено една од партиите во Македонија и дека нејзиниот имот достигнува вредност до 60 милиони евра, што е наистина фрапантна сума. Благодарам. Сега збор му давам на представникот на Либералната партија, господин Кире Гуслив. Благодарам, Васко, благодарам на институтот што не покани да присуствуваме на денешната средба. Патам само, Марко, ние не ги кршиме правилата на ова, на кампања. Не мора да уште до понеделник. Така, да. Вака, прво, средбава не личи на ништо без присуство на ВМ. Значи, темава што е антикорупција, ако не дадат они да чуе зашто се збори, мислам ова да не ме сватите погрешно, меѓутоа без нивно присуство тука, малци има фалинка, али тоа е тоа, нигде не се јавуваат, така да ќе мора така да се справиме со тоа. Значи, ќе кажам неколку работи, забележав тука, нешто ќе видат некои што ги предлагаме за изборите, нешто што е констатација и дел од Законот за финансирање на политички партии и Васко што го спомна. Значи, владеачката партија ги има корупцијата донесена на ниво на совршено. Значи, не знам дали може нешто повеќе од ова да биде во доменот на корупцијата. Вие кај да се свртите, мириса на корупција. Сега ќе наведам неколку работи кои што индиректно и тие се коруптивни делови. Што е работата? Психички тие сакаат нас сите да не направат дека партијата и државата е исто. Значи, тук имам како партија имаме голема забелешка до Социјалдемократскиот сојуз за преговорите упржено, се што тераа партија држава што беше на спојност го заборави и веќе тоа не се спомна. Сака ВМРО ДПМН да направи психоза кај луѓето дека партијата и државата се исто. Неколку примери, значи. Кога дојдоа на власт 2006 година, по сите статистики, па и официјална агенција од Министерството за информатичко општество имаше негде околу 60.000 вработени во јавна администрација. Сега има 127.000 по податоците од септември. Тоа е значи во старт 60.000 повеќе, меѓутоа имајќи во предвид дека оние 60.000 први не барем 10.000 отишле во пензија во меѓувреме или заминале на подобри работни места во приватни компании или во странство кој што е многу. Значи негде се работи за вработување на 80.000 луѓе. Дали не е тоа исто корупција кон тие? Значи тие луѓе ги плаќаат со буџетски пари за да бидат вечно благодарни на партијата, односно на државата, спојот меѓу партијата и државата. Понатаму, сега што беа поплавите не среќаа во Стајковци. Значи гледате сега, паралелно кај оштетените има прилив на пари од буџет на тие што требаше да им платат, не на сите, прилив на пари од Црвен крст по списокот добиен од Министерството за финансии за донациите што ги даваме преку телефони и така натаму и фирмите што донираат, и што е најбитно, по 50 евра, не на сите, од партиска сметка на ВМРО ДПМН. Наменска за поплавените. Тој што
што ќе ги прими парите одма во глава му оди. Државата ми плати и партијата ми плати. Значи се е тоа стратешки одработено. Понатаму, бидејќи во Македонија ништо не може да се реши без странците, значи ние излегува дека сме неспособни сами да се договориме. Вака како една провокација, зашто за одредени институции да не бидат донесени во најмала рака председатели, ако не и цели состави, од странци. Значи, како дилема го поставуваме. Да речеме, сега цело време збориме тука антикорупцијска комисија, така? Значи, видите, таму има членови кои што со доказ су плаќани за кампања на ВМРО, а не треба да биде член на антикорупцијска партиски член. Че му платил донација за вршена работа, че тој е член или симпатизер од една рака, меѓутоа фаворизира одредена партија. Значи, доколку би дошол стране на тие неколку институции, ДКСК, па видите, ќе бидам безобразен и на кривичен суд Скопје, па и на обвинителството вас кој што го спомна. Па тој стране што ќе дојде тука, тој нема баџанаци, нема зетови, нема маж, жена тука врски. Значи, варијантата е многу полоша дека ќе може да има некаква ургенција. Треба да се зголемат надлежностите на Државната комисија за спречување на корупција, особено во делот за предлагање на казни. Значи, вие тоа имаат право да направат, да дадат предлог само за прекршачна постапка и казна, сега не се сеќавам точно, ама не ефектен, мислам дека не преминува 500 евра. И толку, значи тој го однашли и го казна. Има една небулоза таму во законот, вика спојивост на функции, односно конфликт на интереси. Значи не е исто кога антикорупција